Да, продолжуваме со емисијата. Како што кажавме, додека ние сме затворени во нашите локални случувања, во изборите, во политичките препукувања, во светот се случува многу важен процес. Процес кој се случува еднаш во децении, кој ќе ги дефинира веројатно следните децении, а тоа е дека на Пацификот се формира нова алијанса помеѓу Соединетите Американски држави, Британија и Австралија, која се нарекува AUKUS и која според аналитичарите веќе се нарекува и Пацифичко НАТО. Не е тајна дека тоа здружување, таа алијанса се формира против растечкото влијание на Кина и дека би требало да ја задржи моќта на Пекинг надвор од кинеските граници. Тука ова е дел за оно што ќе зборуваме тука со нашиот гостин, тоа е Иво Рангеловиќ, политички аналитичар, коментатор. Рангеловиќ, AUKUS е, како што кажав, велат новото НАТО на Пацификот. Се чини дека ова е настан кој ќе ги редефинира светските односи во годините и децении што следуваат. Добро утро, добар ден, ви благодарам за поканата пред се. Токму така, луѓето како мене, па и политиколозите, дури историчари, истражувачи на темата на науката, политика, живеат за овие моменти. Ова е буквално сме сведоци на едно тектонско движење во геополитиката и пред нашите очи е менување на светскиот поредок. Иако таа тема, како што најавив, така и нас и не е толку популарна, сепак во светски рамки ова е еден момент како што еднаш тоа беше кон крајот на 50-тите, кризата во Суетскиот канал или пристигнувањето на Никсон во комунистичка Кина, па се до падот на Берлинскиот зид. Како увертира на нашиот разговор, јас би рекол дека не го гледам толку формално ова како безбедносна алијанса. Денес живееме во време каде што најкредибилната идеологија се парите, а не толку војувањето. Меѓутоа се работи суштински за еден сојуз кој треба првобитно да го спречи оној агресивен експанзионизам милитарен или на Кина во Јужното Кинеско море. И тука се разбира шокот кој се случи, односно исклучување на Франција од економскиот дел на овој договор и каде што не само на Франција, туку и на целата Европска унија, бидејќи веќе немаме никаков представник во Индо-Пацификот на Европската унија или пак можеби самата Европска унија. Некако се насетува дека гравитацијата на хегемонот амерички па и овој англосаксонски што го велиме заедно со Британија, некако гравитира повеќе кон Пацификот во последно време Индо-Пацификот, а не толку кон Европа. Јас во ова гледам, во овој сојуз, како начално гледам дека повеќе ќе се води една паралела на економската дипломатија на Кина во регионот, меѓутоа можеби со текот на времето да прерасне во формален безбедносен одговор или како што вие кажавте, едно формално азијатско НАТО во овој дел од светот. Тука да не го испуштиме покрај AUKUS-от или она квадритерала или квадот што се формира деновиве, така што се повеќе и повеќе е интензивен и е се поважен овој регион од светот. Значи Индо-Пацификот се наметнува како најголем пазар на светот, без малку 50% од бруто светскиот производ се наоѓа токму во овој регион, каде што ги имате пазарите како Индија, како Кина, меѓутоа и Виетнам, Јужна Кореја, Јапонија, тоа се земји кои веќе го предводат светот. Ова што вие го кажавте во однос на англосаксонскиот карактер на оваа коалиција е прилично интересно, бидејќи во овој период се појавија и идеи во Велика Британија, беа предложени да се формира и нова безбедносна структура помеѓу Велика Британија, Канада, Австралија и Нов Зеланд, што е прилично истата оваа структура без Соединетите Американски држави, така што после излегувањето на Велика Британија од Европската унија и формирањето на овие нови пактови дава некаков нов начин на делување, каде тој англосаксонски карактер на тие коалиции е прилично изразен. Дали мислите дека сега ова ќе го загрози функционирањето на НАТО? Па видете, за сега не мислам така. Прво, мора да пазиме на улогата на Британија. Суштинската улога на Британија во AUKUS-от е никаква. Британија е тука се репозиционира
по излагањето од Европската унија, по оној Брекзит, нели, некако наоѓа субстанца во своето постоење на светската политичка сцена. Меѓутоа, што и да говориме, се уште Америка е хегемонот и се уште и Европската унија и Британија во било кој меѓународен договор се само превезоци. Оно што сметам е дека е многу наивно на ова да гледаме како чист милитарен одговор на оно што го прави Кина. Ниту Кина мисли дека од ова ќе има некаков воен удар, ниту пак Аукусот смета дека Кина набрзо ќе нападне. Главното нешто, главната теза на овој сојуз е дека доколку Кина сака да биде светски лидер и сака да се однесува како таков, ќе мора да следи одредени правила или да се институционализира незиното делување во регионот. Нешто налик повеќе на Обединетите нации отколку на НАТО. Тоа е моje мислење на многу експерти, особено пред да дојдам во вашето студио имаше една добра анализа на Кишор Махбубани, еден од најпознатите сингапурски дипломати, кој што вели дека денес парите се поважни од било која идеологија и никој не би се осудил на напад доколку нема економска исплатливост во сето тоа. И сега се најавуваат нови сојузи, дури и Европската унија, не само Британија, се најавува дека ќе излезе со свој став и со свој сојуз во Индо-Пацификот, меѓутоа сметам дека Европската унија е многу далеку од такво нешто. Пред се нели овој политички шамар кој го доби Франција, тука е напуштањето на Меркел од функцијата, еден дефицит на сериозно лидерство ќе се јави и секако неопходноста на интеграцијата, на длабоката интеграција на Европската унија. Меѓутоа во иднина може овој сојуз наместо од некакви, како што сега гледаме, овие не знам какви оружја или целиот арсенал што треба да се достави на Австралија со тие подморници може да прерасне во нешто посериозно, бидејќи колку и да звучи ова наивно дека само заменуваат подморници да бидат на нуклеарен погон наместо на дизел и струја, тоа не е така во праксата. Има тоа зашто е така, значи сепак таа Австралија ќе треба да се снабди сега со збогатен ураниум, иначе тој погон како би работел нели на тие оружја, така што секој потек треба да се прати. Во моментов се уште не го осеќам тоа како сериозен безбедносен сојуз, но не исклучува можноста дека можеби ќе прерасне во такво нешто. Да, пред да зборуваме за каната од Кина за Западот, во однос на Франција, после ова реакцијата на Франција, мислам дека малку го шокираше светот, прилично една остра, агресивна реакција, официјален Париз ги повлече амбасадорите на консултација и од Соединетите Американски држави и од Австралија, што е еден чин кој во дипломатијата се смета за некој начин на прекинување на дипломатските односи, на времено прекинување, прилично остра реакција. Тие се лути, бидејќи го изгубија својот договор со Австралија, вреден 44 милијарди, ми се чини, долари беше, но од друга страна Париз сега се чувствува прилично изолиран, како што вие кажавте во приказната, се истиснува од Индо-Пацификот, но дали ова повторно, ќе ве прашам сега, може да предизвика некакви проблеми и во НАТО, и дали Париз сега ќе инсистира конечно на побрзо формирање на таа фамозна европска одбрана или европска војска за која се зборува со децении, а никако не успева да тргне од форма на едно новороденче. Значи, стално има некоја основа и не се оди понатаму. Видете, официјален Париз е колатералата на американската политика која се води, надворешната политика која се води врз база на реализам. Значи, американската политика секогаш била таква. Во моментот кога ќе дојде сопствениот интерес, они газат и макар и преку стратешкиот партнер. Ова што го кажавте колатерала ми е интересно. Да. Мислите дека е колатерала или намерен потек на Вашингтон кон Париз? Па, сега тука навлагаме малце во границите на шпекулацијата, ништо нема тука случајно во најмала рака, дали ја намерно не знам, меѓутоа Франција е во една ситуација каде што може да се лути дипломатски колку сака, меѓутоа со одредени граници, бидејќи се уште и на Франција и на целата Европска унија единствениот легитимен
безбедносен гарант на овој континент е Соединетите Американски држави визави една Русија. Така да далеко е Франција и ЕУ од било каква стратешка автономија, каде што сами би можеле да наметнат некаква стратегија, некакви сојузи, меѓутоа ова што го напоменавте вие, формирањето на евентуална армија е најсилниот и најкредибилниот индикатор за било кој политички актер да се наметне како сериозен играч. И мислам дека токму тоа ќе се продлабочи. Јас ја пратам и нели турата на фон дер Лајен, каде што сега втора реченица е формирање на армија на Европска унија и така натаму. Тоа нема да биде лесен предизвик за Европската унија, бидејќи покрај овие проблеми има уште милион други. Меѓутоа, можно е да се раздрмаат редовите во НАТО, особено ако нова се приклучи и Турција, која нели секогаш е некој ексцес во овој сојуз, па да се надоврзе на Франција, значи може да се случуваат одредени турбуленции. Јас лично сметам дека овој сојуз во овие моменти е грешка на Западот и дека поентата која очекува САД, па и Британија од сето ова што се случува во Пацификот нема да ја добија, напротив, ова ќе биде едно алиби за Кина, за сите инциденти кои ќе следат понатаму од страна на Кина, бидејќи самите официјални личности нели во Кина изјавуваат дека ова е едно продолжување на студената војна, дека нема потреба од вакво нешто, дека можеше преку дипломатија да се реши ова и така натаму. Мислам дека Кина само ќе се надградува сега воено како одговор на ова да биде уште посилна и да ги исполнува своите цели. Така да од дипломатска, од конструктивна гледна точка, сметам дека не е добар потек. Доколку пливате со размислувањата во рамките на реализмот, ова е одличен потек. Дали кога зборуваме за закана, за глобална закана, ми се чини дека Русија полека се претвара од глобална, се деградира на регионална закана, која е првенствено закана за европскиот континент. Првенствено, повеќе би кажал за околните држави околу Русија, значи после она што се случуваше во Грузија, во Украина, стално се зборува за енергетските патишта, за рускиот газ, за руското малициозно влијание во сферата на медиумите, за лажните вести, за хакерски напади, но некако таа закана веќе прилично се ограничува за Европа, како да Русија веќе не се смета дека може да направи некакво глобално загрозување. Но кога зборуваме за глобална закана, тоа полека станува Кина. Од Кина се плашат и Соединетите Американски држави, и Европа, и Југоисточна Азија, и Јапонија. Дали Пекинг за Западот станува глобална закана број 1? Јас сум одамна... Значи не само воена, зборуваме и како што вие и сами откажувате, веќе е глобализација, веќе е економијата, значи борбата се одвива на сферата на економијата. Народна република Кина нема поле на кое што веќе не станува лидер. Значи, тој хегемон е веќе јасен, тој хегемон е веќе транспарентен. Она што во овие моменти го плаши Западот, тоа е оној милитарен експанзионизам во Јужното море, не толку ради тие острови кои ги освојува и им прекоси на Виетнам, на Филипините и така натаму, меѓутоа ултимативната крајната цел на ова ширење во Пацификот е поставување на воени бази во Австралија, а како нужно зло и евентуално низина окупација. Колку и да звучи тоа незамисливо, на кинеските стратешки интереси и оние кои ја креираат таму политиката, им е јасно дека Австралија е главната карика во оној појас безбедносен кој го прави Кина врз база на низините интереси. И ако секоја втора реченица, секој втор одговор е дека ние ова го правиме за да се одбраниме, а не за да нападнеме, на секој еден аналитичар во експертизата на безбедноста му е јасно дека доколку немате бази на секаде низ светот, вие не можете да бидете светска сила. Кина веќе е земја која има бази во многу делови од светот и прави се за да формира на секаде низ светот. Имаат бази во Африка веќе. Имаат бази во Африка, токму така. И сега, ако Австралија стане пречка поради овој сојуз, да не забораваме дека Нов Зеланд не влезе во овој сојуз, колку и да прекосат, колку и да се западно и демократски настроени Нов Зеланд, некој не може да исклучи можноста дека еден ден, можеби токму Кина и Нов Зеланд ќе склучат некаков договор каде што ќе се воспостават воени бази. Така што има тука многу преплети, има што да се случува понатаму, но едно е факт дека Кина е пресериозен гигант во овие моменти на секој можен план. Па сега вие замислите, се најавуваат и одредени санкции од страна на Кина кон Австралија. Тоа би значило сериозен удар за австралиската економија, бидејќи Кина е најголемиот бизнис партнер. Така што
не е како порано. Сега веќе економијата е толку испреплетена, толку замотана да вие не можете да носите политички одлуки и воено-безбедносни одлуки без на некој начин да се исконсултирате со економските консеквенции од истите. Најголемите западни компании сите имаат фабрики во Кина, работат Токму таму, така. произведуваат, производството им е таму. Токму така. Сега, тука постои уште една и не така транспарентна димензија на овој сојуз, а тоа е американците, ова многу се зборува во академските кругови, а тоа дека Америка се уште сака да ја зацврсти, да го зацврсти културолошкиот елемент во овој дел од светот, и тоа најмногу во конкретно две земји, тоа се Тајланд и Индонезија, кои практицираат неутрална политика и на дури би кажал и се исклучително меки према Пекинг, а се работи за можеби двете најсериозни држави на тој дел од светот. Значи има тука и некои нетранспарентни така за нас јавноста цели, така што американците, дури мислам и да не беше Бајден и да беше Трамп, оваа политика ќе се истераше на Пацификот, оваа политика потсеќа на Америка First, нели, на Америка на прво место. Вие погазуваат еден стратешки партнер како Франција, што било незамисливо до вчера. Така што треба да се прати ситуацијата, и јако мислам дека е одамна Кина веќе навлезена во низината моќ, во низиното проектирање на својата сила на експанзија и што се вели во еден политички жаргон растегнување на своите мускули. Имаше интересен став на српскиот претседател Вучиќ, кој знаеме дека отворено зборува, кажува работи кои другите не ги кажуваат, многу често таков му е стилот. За време на последниот стратешки самит во Блед, тој вели кога го праша зашто зборувавте со челниците на Европската Унија, вели, добро, тоа Косово, нели, нивните проблеми, владење на право, правда, се е тоа, вика, окей, но вели, тие кога не се пред камерите зборуваат само за едно. Кина, Кина и Кина. Вели, Европската Унија не зборува за ништо друго, освен за влијанието на Кина во регионот. Значи, европските челници признаваат дека и за Европската Унија главната закана е Кина, тука се работи пред се за економска закана, бидејќи Кина гледаме дека инвестира во регионот, на Балканот, рече се сите големи инфраструктурни проекти во последните десетина години се од Кина. Таков беше и во Хрватска, која е членка на Европската Унија, каде мостот на Пелешац го градеа кинески компании. Кина инвестира и во Унгарија, која е членка на Европската Унија. Африка. Значи, се чини дека Брисел најмногу стравува од економското влијание на Кина. И тоа не е ништо ново, Резвановиќ. Јас пред 10 години за време на моите студии во Бостон, кој е град каде што се создава светскиот поредок, таргетот беше Кина. Никогаш не се споменуваше повеќе Русија, освен во контекст на историјата и на студената војна. Кина има една сериозна економска дипломатија која проектира, а тоа е оди во една земја во развој, во една посиромашна земја и пушта оние познати неврзани пари. Значи, она насочува и посочува каде да се искористат и на какви проекти, но никогаш не ве врзува. За подоцна, кога ќе сватите дека кој знае каде ќе отидат тие пари, ќе се случи веројатно некаква корупција, тогаш стапува на сила кинеската политика и како реванш бара, нели, некаква политичка компензација за сето тоа. И тоа е една многу тивкана, многу опасна политика која проектира. Мислам дека најуспешна е во делот на Африка. Имав и некои студии, некои трудови напишано во тој дел, бидејќи најраширена таа економска дипломатија во Африка, но едноставно политички е непопуларно да спречите институционално таа пракса, така што мислам дека не делумно, него и добар дел од овој сојуз ќе се посвети на тоа, особено овој кој следува на четворката, оној квад познат помеѓу Индија, Јапонија, Австралија и Америка. Тоа ќе биде едно сузбивање на оваа економија, економска дипломатија која води Кина. Не знам колку ќе бидат умешни во тоа, бидејќи американците носат еден товар и британците на колонијалисти на овие простори, така што сентиментот е тука многу важен кај народот кој треба да го прифати ова. Ова што го кажавте во однос на начинот на делување на кинеската политика со давање на тие кредити, па ние во пракса тука го имавме тоа, го имавме и во преслушуваните разговори, имавме еден конкретен разговор кој нели зборува за кинеските кредити и кинеските провизии, колку е многу, колку е малку да се земе. Имаме сега примери од Црна Гора која
Има проблем со враќање на огромниот кинески кредит од 1 милиарда кој е даден за изградба на патишта, каде Кина во замена, доколку не се врати, побарува дел од црногорската земја. Таков е направен договор со Црна Гора и тоа е тоа. Значи, токму го имаме во пракса ова што го зборувате. Тоа да, таа пракса е испраксирана од страна на Кина, не толку во Европа, меѓутоа сега кога спомнувате Црна Гора, збориме за нели една треба да биде членка на Европската унија, тука и НАТО. Значи во сршта на Европа доаѓа Кина и бара некакви концесии. Кина нема да преиде преку тоа, нема да остави тоа туку така да биде. Не толку поради парите, тоа се, ако може да се изразам, смешни пари за една таква велесила и тие однапред пари се дадени со некаква умисла, знаејќи дека веројатно Црна Гора нема да се снајде во таа распределба на тие средства. Така што ќе биде многу интересно. Тука и Србија има отворен пазар каде што Кина вложува многу, тука и Унгарија. Значи се повеќе и повеќе, не е само во Пацификот, него ја веќе не знам дали постои земја каде што Кина нема пуштено корен на овој или на оној начин. Па тоа е одлика на суперсила. Доколку вие Апсолутно, не сте способни да делувате глобално на секоја точка на планетата, вие не можете да бидете суперсила. Токму така, оно што е интересно и различно од САД како суперсила е што Кина не наметнува идеологија, значи нема некоја универзална идеологија и на ниту една држава каде што пушта пари или било како ја финансира таа држава, не наметнува политички курс. Значи не се меша во внатрешната политика до моментот до кога нели треба да се вратат париве и така натаму. И тоа е една поука од она каде што сгрешија западните сили во минатото и мислам дека затоа е толку успешна Кина во тоа. Некој да ни кажувал пред 100-150 години дека во Етиопија ќе гледаат кинески серии како ние денес турски, никој нема тоа да го замислил. Меѓутоа некако културолошки и на секој можен план Кина тивкано нагазува во општествените динамики на секоја една земја. Не знам до каде ќе оди тоа, сепак тука имаме една апсолутна јазична бариера, културна бариера со било која земја, меѓутоа и 100 години, 200 години се само момент во историјата, можеби за 200 години од сега сето ова ќе превладее и Кина ќе биде главниот хегемон. Како што учиме сега во училиштата англиски, ќе учиме кинески, да. Зошто да не? Кажете ми, во однос на регионот, Балканскиот регион е секогаш немирен, но сега имаме повторно актуелни случувања. Ја спомнавме Црна Гора, таму беше прилично хаотично во оние превирања помеѓу Српската и Црногорската православна црква, односите помеѓу Србија и Косово се тензични цело време, повторно имавме сега некои инциденти на границата вчера. Во Босна и Херцеговина исто така е прилично жустро, таму веќе Милорад Додик отворено неколку пати зборува за растурање на државата, добива контраодговори, има и реакции на меѓународната заедница. За вас би ми било прашањето, дали мислите дека сите овие дестабилизации на некој начин на државите, кои веќе се дел и членки на НАТО, како Црна Гора, Македонија, Албанија, се случајни или тука има мешање на странски фактори кои се обидуваат да ја пореметат таа геополитичка стабилност или да се вклучат во таа битка? Апсолутно дека има, само што мешањето не е директно, туку индиректно во смисла на тоа дека не ги креираат кризите, туку ги злоупотребуваат и ги искористуваат. Јас така гледам на тоа. Има премногу мешање на картите на овие простори, повторно за жал, меѓутоа како најголем виновник ја гледам Европската унија која не дозволи или ајде, може не се ангажираше многу поагресивно во делот на интеграцијата на овие простори, знаејќи со какви проблеми се наоѓа регионот. Сега се створи еден вакуум, би кажал, со тоа што одредени земји, меѓу кои Македонија, не успеа да го добијат датумот. Црна Гора доаѓа во ситуација каде што, не знам, врз база на еден сојуз помеѓу албанци и срби, де факто, формираат нова власт, што било незамисливо на овие простори. Меѓутоа веќе тука се е замисливо, се е политика, не е идеологија, повеќе пари. Така што дури овие азијатски аспиранти за да бидат голема сила, па и руските служби и кинеските служби мешаат прсти во ова, но повторно ќе кажам, не мислам дека се иницијатори на ваквите кризи, туку гледаат што може да искористат. Исто беше и случајот во Украина кога беше кризата. Секоја една држава доколку сака да биде голема сила, претежира да има сериозни влијанија врз било која земја во светот каде што има криза, а се вмешани западните сили.
Така што овде ќе биде конкретниот случај со Црна Гора ќе биде многу интересен бидејќи кинеската економија навлезана таму. Претходно беше руската, па нели влагањето во НАТО и тоа беше транспарентно како руските тајни служби успеа нели де факто успеа да се противат на влегувањето на Црна Гора во НАТО, така што ќе видиме тек што ќе се случува во Босна, која е многу интересен терен за тие тајни служби, и што ќе се случува во Македонија и Албанија доколку се пролонгира овој датум и евентуалниот влез, нели, бидејќи сите овие одложувања ствараат вакуум во кој една суперсила како што е Кина нема да чека. На овој или на оној начин ќе навлезе, дали било тоа пазарот, политичкиот театар или не знам што. Ова што го зборувате за вакуумот, тоа е нешто што го повторуваат и нашите политичари, и министерот за надворешни работи, и вице-премиерот Димитров, и премиерот Заев. А интересно е дека вчера на Генералното собрание на Обединетите нации го кажа и председателот Пендаровски. Тој исто така предупреди на вакуум безбедносен кој се создава на Балканот поради Европската унија. Но дали Европската унија со неможноста да го интегрира регионот поради своите калкулации, поради своите проблеми, се повеќе станува една слаба творба, која така и се гледа слаба, како од балканските земји, така и од своите најголеми конкуренти, се гледа како на сојуз кој не може да ги исполни ни своите внатрешно политички, ни надворешно политички аспирации, не може едноставно да стабилизира еден регион кој де факто географски е дел од Европа. Мислам дека кризата во Европската унија е експлицитна сега повеќе од било кога. Не само со овие збиднувања и со нели изостанувањето на Франција во овие неколку дена, погледнете Полска, Унгарија, значи сите оние кои пркосат на таа систематизација, сметам дека потребна е, сметаат и многу други, и самата Европска унија дека потребна е нели длабока интеграција. Тоа нас не ни оди во прилог како држава, бидејќи не можете и длабоко да се интегрирате и во ширина, односно да се проширите, така што кредибилитетот е и тоа како нарушен на Европската унија. Она што е многу важно за нашиот простор овде на просторите на бивша Југославија е не е проблем кога се ствара вакуум. Вакуум е некој индикатор на транзиција дека нешто ќе се смени и така натаму. Страшно е кој што ќе го пополни тој вакуум. А ние сме Балканскиот полуостров е една територија каде што може било кој да влезе во секое време и да се судрат големите сили. И на овој вакуум кој се ствара, Европската унија молчи. Значи вие може да имате проблеми какви сакате, меѓутоа доколку дојде до проблем на овие простори, проблем ќе има цел свет. Така што пасивноста во тој дел ми е премногу наивна од страна на Европската унија и сигурно дека овој вакуум нема да остане неисполнен. Значи тука е Турција, тука е Русија, тука е Кина. Така што ќе повторам, кредибилитетот на многу позиции е нарушен на унијата, меѓутоа мора да се превземе нешто. Значи не може сега една Франција да крене раце и да каже слушај, дури не ги решиме проблемите во Европа, нема проширување, прво да видиме што ќе се случува со. Не, морате да решавате се и секогаш. Ако сакате да бидете велесила, да бидете до некаде унитарен актер на глобалната сцена, тогаш мора да се однесувате како таков. Да. Рангеловиќ, ќе ви благодарам на разговорот. Ви благодарам и на вас на поканата. Ова беше Иво Рангеловиќ, со него зборувавме за геополитичките предизвици и воедно ова е последна содржина во ова Студио 10. Почитувани, ви благодарам што не следевте, останете со програмата на Телевизија 24 и најважно од се останете со добро здравје.